работа за 100 метри. Неа, нагло кочиш трета. Излезеш до трета. Да. Возлото го пушташ до средина на патеката, после пак си внатре во следниот свиок, пак до средина на патеката. Цело време си полна брзина, значи тука не одземаш нешто. Еве ти го следниот свиок, опасниот втора, покасно го напаѓаш. Натре си во самиот свиок и ја пушташ колата да забрзи. Ова ти е правиот дел. Покасно кочиш втора. Работа да ја пуштам да ми сега. Да. Ја отвараш, не ви искочи. Трета. Дека малце појака кочица, втора. Сега во вториот дел се брзуваш, на самиот излаз ти доаѓа трета брзина. И дека, значи, со нежни движења на воланот, значи без нагли движења на воланот, и доаѓаш до постојаната кривина пред излегот на правецот, кај што може да почнеш. Негуваш у бокс. Вака отприлика би требало да изгледа еден брз круг. Значи тоа би требало да биде тоа, сега останува на тебе да видиме што ќе направиш. Човекот кој што мислам дека има повеќе тестостерон од ад за тркање, тоа е Врчак. Ајде. Види вака, мене ме интересира што со кацигата. Од кај ти со таа кацига? Таа ми е така домашна кацига за Ти имаш направено, моделирано по твојата глава. Поаеродинамичен да видам. Специфична глава имаш, нема што. Нежна. Мислиш дека ти донесе позитива или негатива? Не знам да ти кажам, некако сум малце збунет.
Не знам, стварно супер беше убаво искуство вака све, а да имав уште некој круг, може и со Фран заедно да свртеме уште еден-два круга. Ти како може се да почувствува? поиграше. Како се Супер ми почувствува? беше, Кој круг гумите ти е ми беа најдобар? сите на сите кривини лизга само затоа што некако мислам дека гумите не тоа е држе целта. баш и мислам дека Гаджа Ламбе со пубави гуми возеле. Аха. Али ако се видиме мислиш- случајно на финале, ќе ве распарталам. Кој што си донесе, кацига ќе си донесеш и гуми. Гуми, може гуми да си донесаме од организација. Викат може, добро, супер. Значи ти сметаш ли дека не, тоа сметаш. Еве јас ти давам тебе Да. можност да го ставиш каде мислиш дека си. Не ми прави вака сега. Каде сметаш дека е твоето време? Еве. Јас знам кај заслужувам да видам. али Ајде, каде ајде, сметам дека ајде, сум? да видиме. Сега не знам. Чекам од што бара Франц во мажите, бе? Не знам. Молк. Еве, ја тука би отворил за мене специјална една нова лента. Добро. Вака. Или Значи ова се ова, ова намерно се оставиле до горе, значи не сум тука најгоре негде, а сакав таму да се стам. Ти си во графата на Убер брзите? Убер, што е Убер? Така сметаш? Што е Убер? Убер е од Шибер. Чибе, не знам, ја вака ќе се стам. Вака ќе се стам. Така мислиш дека? Побрзо Добро. Тамара. Побрзо Тамара, но сепак жена. Добро, Да, ми се имам до. коса вака. Да. Ајде да видиме. Долга. Ве молам, пишувалчето. Добро. Ајде, брчек. Можам да ти кажам дека имаш еден. Ајде, се учи. Ајде така. Еден. 7, 3, 8. Овде е петка. Ништо не правиме за петка. Мислиш така? Леле, немој се, сите им рекол да не ми прават муавет, ако не... Тамара кога ќе те види сега. Тамара кога ќе те види, ќе ти рече, Раде, Да си одам. многу си брз, бидејќи имаш 1,51, Раде. Ајде, И може комотно да те пикнеме тука и да ти речам честито. Финале, другар. Ајде, одиме во финале, ајде, едно аплаусче од малата публика што имаме тука. Така, составено од тројца. Како се вака впечатоков? Супер да ти кажам, ме боли што не сум прв. Мислиш? Да, ама ќе бидам во финале. Добро, значи вака, официјално е ова веќе така, можеме да зборуваме кој влегува, тоа е тоа. Значи извозеа што извозеа овие 13 лица, Марко му се случи тоа, Франц нешто има јадено па се набилдал со женски хормони во меѓувреме, Сашко Коцев си е Сашко Коцев, Бени разочара, јас очекував многу од Бени, Дац, што збореше дека лошо ја фатил таа кривина, тука може еден исечок од Дац да дадеш? Аха. Гораст за малку од Гораст ќе го јадеш кога ќе те види. Го бутна, ќе си одеше човекот во финал. Баш ми е криво горе, извини, кој ќе тепам ќе те свртам едно кругче тука околу мала. Поприлично циција од твоја страна. Јас би му дал барем нешто повеќе, мислам, едно кругче за автомобил од 20.000 евра. Кругче, како? Не, јас да. Добро, јас само Гораст внимај, мислам. Јас да сум на твое место. И Ламбе, Раде, Гаджа. И тука ќе ги ставиме, значи, и Тамара, и Сања Николич. Леле, овде што парови има меѓу себе, бивши, леле. Јако ќе биде во хотел, еј. Значи, овие петорица, еден од нив ќе биде првата најбрза македонска звезда и ќе си добие нов Ford Focus. Можеби тоа ќе бидеш ти. Ајде, шиќу. Ќе видиме што ќе се случи. Честито за резултатот. Одличен, Раде, браво. Не, секоја чест и ти кажав. Ајде кажи, што ти реков, ти тегнуе? Кое место ќе бидеш? Што ти реков? У први три. У први три. Невидена. Леле. Јас сум многу разочаран, ама се надам у финале дека ќе се подобри. Немам утнато ништо, отидов у кледилница. Иако овој Форд веќе оди во легендите, односно можеби и некој од вас ќе биде горд собственик. На крајот на криштата барем цената ќе му биде многу поголема поради тоа што во него седеле такви возачки величини како Ана Зафирова, Сашко Коцев, Тамара Тодеска, Бени Шакири, Владимир Крстевски, кој што е многу попознат под псевдонимот Франц, и други таму луѓе, значи
овој Форд, ако не го земам јас, ќе му донесем многу среќа и убави мигови на некој што го гледа ова шоу. Како тоа ќе биде, оставаме на организаторите, а ние да најавиме дека идната емисија е големото финале, значи еден од оние петорица кои што се во финалето ќе си добијат нов фокус, не овој, туку нова генерација Ford Focus 2011. Ќе има многу изненадување и за возачите и за вас што ќе гледате, а за тоа ќе се погрижат Мида Форд, Мотоцентар, Сдружение на возачите и Хипо Алпе Адрија Лизинг. Така ли е? Нормално дека е така.